Сега ќе одам на кафе. На кафе. Са оно што ви го кажав и оно што ви го ветив. Ридли Скот и Дензел Вашингтон се таму, ме чекаат. Се шегом нормално. Не ме чекаат мене. За оние што сериозно го сваќаат секој мој збор, не ме чекаат мене, туку си работат, а јас ќе одам со нив на кафе. Рано е утро, ама една работа. Нема да можам воопшто да се јавам таму во живо и да ви направам видео туку тоа отпосле кога ќе заврши целата приказна. Friday 8 p.m. New podcast. Ова е само еден од сегментите, делот со 4 огромни шатори, каде што се случува се внатре и тука веќе завршува снимање, завршува телефони, завршува секаква комуникација со светот надвор, вон проектот на Ридли Скот. Така да се ќе излезам од овој објект, ќе завршам со се она што ми е должност и ќе ви кажам деталите. Igor Filevski Show. Сега од кога заврши сето тоа, веќе е пладне, бидејќи денеска само кратко беше со костимите, шминки и така натаму. Сенаторот да ви каже во филмот како е да се работи како екстрас или како статист за Ридли Скот, а колегата ти е Дензел Вашингтон и да биде таму некаде 10 метри од тебе, а ти да не смееш да му кажеш: "Еј, кај си, здраво колега, како денеска?" Едноставно, ние сме на страна, не треба ни малку деконцентрација на главните глумци. Интересно во секој случај, а најинтересното и најважното е следно. Јас сега сум работел на 4-5 филма со Лео заедно, и тоа баш на холивудски. Две беа продукции, едната беше британско-канадска, другата беше британско-австралиска. И навистина беше голема екипа, голема продукција, се гледаше професионализам. Ова е нешто неверојатно искуство. Прво работат огромен број на луѓе, преку 1000 луѓе се вклучени севкупно, комплетно, од сетот, од костими, шминкање, посебни сектори за секој дел. Нешто неверојатно огромна екипа. Сега ми се појасни и парите, за кои што ќе ви кажам подоцна, што ги одвојува Малта за снимање на холивудските блокбастери, што им ги дава за да снимаат токму тука. Многу ми е појасна сега сликата. Инаку, најголем дел од луѓето кои што работат на филмот се од Италија, барем по јазичната бариера која ја имаат едните со другите, се гледа дека најголем број од тие што се тука. Инаку во Малта се снима блокбастерите, најчесто ги снимаме за кастинг агенцијата на Бренда Камелиери, таа е број 1 и во европски рамки важи за една од појаките што функционира овдека на островот. Интересно е плаќањето. Например, плаќањето е 100 евра од ден, се работи 10 до 12 часа, подпишувате секој ден посебен договор и ако се работи за време на празник или недела, сабота, тогаш се плаќа дупло, 200 евра е дневницата за снимање. Се ви обезбедено да не збориме тоа, кетеринзи, тоа е јасно на секој филм, без разлика дали е блокбастер или не, овдека е огромно сето тоа и неверојатна е грижата, нема практично не седите никаде сам, се некој ве води и се ви е организирано. Некогаш се чека многу додека се дојде на сетот, но едноставно. Тоа е тоа. Првпат гледам и некој да работи со толку многу камери. Обично работат со 2, со 3 сум гледал, со 4. Ридли Скот работи со, само што забележа што може да фрлам око на некој работи, со 6 камери одеднаш, дури ми кажа тие другите, бидејќи праша, викам, со 6 камери сега. Да, вика, со 9 работиме. Значи, со 9 камери во моментот. Бидејќи Ридли Скот не сака да повторува многу од кадрите, туку сака да ги снима сите, тој повторува, но сака да ги снима од сите можни агли што му се потребни. Затоа и неговите блокбастери се различни. Малце поразлични, мене барем ми се посимпатични.
Наполеон во моментов се прикажува во светот, исто тука се снимаше, односно ќе ви кажам и за бројките, за пари. Сега го доснимува практично Гладиатор двојката. Мојата улога е сенаторска, еден од сенаторите, кога ќе има секаде кадар со сенаторите, ќе се појави некаде и мојава глава, која што во договорот вели, не смееш да се шишаш, која пуста коса јас да ја шишам. Ама еве, мора да се остави така. Таа сенаторска глава вели мора да има коса малце. И да не ви кажам од костумите, преку 10.000 костими има таму, иако не работат толку многу глумци, но тоа секој си има посебен, значи со статисти зборам, секој си има посебен оддел, одсек, своја гардероба, нема мешање на сите тие работи. Нешто неверојатно организирано. Сега кога ќе се пресмета тоа во пари, во кеш, јасно е зошто владата во Малта одвојува 143 милиони евра оваа година, 2023, издвоила за блокбастерите. И тоа распоредени по следниот редослед. Слушајте внимателно. Најмногу пари оваа година 2023 владата доделува од тие 143 милиони, 46 и нешто кусур на Ридли Скот за двојкава Гладиатор што сега ја работиме. Минатиот филм исто оваа година, кој што заработи скоро 13 милиони од владата на Малта, е Наполеон, повторно на Ридли Скот. И на третото место е последното патување на Деметер, Дракула. Македонски е малце различно преведен, не знам зошто од оригиналниот наслов, но небитно. Заработил 8,5 милиони. Тоа е еден фантастичен хорор кој што ќе има, мислам, промоција 2024 година исто така. Jurassic World, например, ќе ви кажам чисто информативно, пред 3 години заврши снимањето, тука беше сниман во Малта исто така, зема 5 милиони. Ние со Лео работевме на Мис Блан, тоа е една британско-канадска австралијска копродукција со 2 сезони што работи, многу популарна во Британија и во Канада и во Австралија. Например, вкупно они заработиле 3 милиони евра. Ама тоа беше пред 2 години и пред 4 години. Ова е рекорд. 46 милиони и нешто кусур само за овој филм. И не е тоа се. Владата на Малта враќа на блокбастерите кога ќе завршат и 40% во кеш им го враќа, не е во бонуси и така натаму нешто за следниот пат да го искори. Не, директно. 40% од сите потрошени пари на островот. Затоа се снимаат тука филми. Затоа и Спилберг доаѓа, например, Минхен е тука снимен. Гроф од Монте Кристо. Многу филмови. Mission Impossible, Том Круз. Мислам, Том Круз дека во ниеден кадар, барем во првиот дел, ја немаше Малта снимал нешто ентериерски, можеби тука, сега во вториот ќе видиме. И тој доаѓа тука да земат, да црпнат нешто од бунарчето, кој што владата го одобрува за сите холивудски блокбастери. Се надевам дека ќе го има уште поголем успехот од кецот Гладиатор, бидејќи глумците кои што учествуваат се страшна екипа. Сите ги гледаме тука вака на 10 чекори од нас, но се надевам дека можеби ќе имаме и вистински контакт, па можеби на крајот кога ќе заврши снимањето и едно кафе вистински ќе испиеме со овие што ви ги споменав. Како и да е, неверојатно искуство и добро се заработува. Но, за да учествувате како статист, како екстрас ги вика тука, на филмовите од Холивуд, на овие блокбастери, прво и основно е мора да имате малтешка лична карта. Без малтешка лична карта нема шанси да дојдете во конкуренција за да учествувате на кастингот на Бренда Камелија. И самото учество на филмот е се гледа како работи одблиску од 5-6 метри еден режисер од таков калибар е нешто што тешко ми е вака да ви опишам, но тоа е.
Кога ќе влеземе таму, веќе телефоните мора да се заклучат, бидејќи, не дај Боже, имаше такви примери, кај што прошверцувале телефони, сакале да прават слика, да се пофалат некому, одма се прекина договорот, извркани и точка. Така да сето тоа може само вака да остане како муаве да ви го пренесам, а интересно е за пренесување од аспект на финансии и на работа, од аспект на искуство и доживување и од аспект на технички работи како Малта го одработува она што филмскиот свет го нуди на нашата планета. Од ултра популарните филмови до ултра популарните глумци да бидат токму овде, кај нас на островот. Тоа е едноставно понатаму пиар и промоција на самата држава во сосем други рамки, кои што факт е дека живеат два сектора. Туризам и бетинг. Но тоа беше еднаш тема, може би во некоја друга прилика ќе зборувам и за тоа како компаниите бетинг се префрли од Гибралтар во Малта, бидејќи е даночен рај за сите оние што се занимаваат со тој бизнис во Европа. Следен пат може би ќе биде за оваа тема од кога ќе заврши снимањето. Снимањето треба да ни заврши околу 22 или 23 декември. Тогаш завршува комплетно цела поставување на Гладиатор двојката, кој што носи работен наслов. Например, ние во договорите што ги подпишуваме за работење во филмот, не пишува Гладиатор двојка, туку пишува филм на Ридли Скот, проект. И толку. Нема ни име, нема ни ништо. Чисто информативно, вака интересно и за да ви го пренесам. А следното видео ќе биде она што ви го најавив со како тоа вие да дојдете во Малта и да сработите нешто или да си го пренесете животот тука. Прекрасно е секако, но како тоа да го направите во следната. Чао! 5, 4, 3, 2, 1. Start.